Поводот за кој што денес сме тука е објавувањето на годишната програма од Министерството за култура. Оваа година ќе бидеме домајќини на разновидни културни настани и манифестации согласно годишната програма и работа и одобрени проекти од годишните конкурси на Министерството за култура за 2022 година. Проектите се однесуваат на следните дејности. Драмска дејност имаме одобрено 4 проекти. Тоа се Дупло дно од Горан Стефановски во режија на Наташа Поплавска, Хамлет од Вилјам Шекспир во режија на Бранко Брезовец, Круг, тоа е работен наслов по мотиви од драмата Дамата од Дебјук на Едвард Олби во режија на Јован Ристовски и Мистеријата Буфо, автор Дарио Фо во режија на Андреј Цветановски. Вкупно буџет за овие проекти имаме 3.200.000 денари, а тоа е речиси 20% поголем буџет од минатата година. Од областа на музичката и музичко-сценската дејност имаме балетската представа Госпигиците од Авиньон, гостување на Националната опера и балет, концерт на хорот на Националната опера и балет, Оперска ноќ, концертна промоција на четвртниот албум на групата Баклава, наречен Четворка, концерт на камерен оркестар Профундис, подработен наслов Патување, концерт на Мојот град со дела на Вилјам Николовски, проектот Mirror in the Mirror, виола и пијано со визуелна проекција, концерт на класична музика со пијано, сонатна вечер, концерт на мешаниот хор на Кут Стив Наумов Битола и тековни активности на танцово студио Зодијак. Вкупно одобрени средства се 756.500 денари, кој што овој буџет е 100% поголем од минатата година. Од областа на фолклорот имаме целовечерен концерт на Мирче Ацев Скопје, работа на културно-уметничкото друштво Моминок Возрасни и подмлаток и работа на уметничката група Октет Прилеп со вкупно 265.000 денари, односно 33% поголем буџет од минатата година. Од областа на издавачката дејност и литература, тука е списанието за литература и уметност и култура Стремеш со 130.000 денари за негово печатење. Од областа на визуелни уметности, архитектура и дизајн, оваа година имаме навистина да понудиме многу голема и богата програма. Таа е Случајни средби, Дијана Томиќе Радевска, Напуштени предели, Никола Пајманов, самостојна изложба Филип Цаковски, Моите соништа на монументални платна Кирил Геговски, тоа е преземање од Националната галерија на Македонија, Убавината како хармонија и единство на противречностите на Викторија Димеска, Геолошки пресек 2 на Давид Атанасовски, Миновски, творец на мигот Илија Миновски, Неподнослива леснотија на уметникувањето на Елена Димовска, Празна галерија Методи Исков, Тектонски пореметувања на Зоран Арсовски, Поглед напред, поглед назад Марија Стојановска Петковски, годишна изложба на Друштвото на ликовни уметници од Прилеп, ретроспективна изложба Павле Кузмановски, преземање од уметничката галерија Тетово, Нов почеток на Александар Наумовски, разговори со Атман Сотир Хаджи Николов, Козмички пейсажи Дејан Иванов Маргуш, и годишната изложба на делата од меѓународната колонија Марко Цепенков Дрен, како и меѓународната ликовна колонија Марко Цепенков Дрен, која оваа година ќе се одржи по 14-тиот пат, и последниот проект од областа на визуелните уметности, архитектури и дизајн е Малбитолски Монмартер од 2021. Исто така, од областа на инвестициско одржување, осигурување, адаптација и набавка на опрема, имаме добиено средства за санација на хидрантската мрежа во Центарот за култура Марко Цепенков, поставување на потво канцеларии во ходник во Центарот за култура Марко Цепенков, набавка на аудио опрема, односно музичка кутија со микрофон и набавка на штафелаи за галериската дејност. Со вкупно 231.358.000 денари.